ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што веќе 24 години се емитува во Канада, на почетокот на кабловската Роџерс телевизија, а од 2007 година и на интернет. Македонско издание е програма што професионално ве информира за поважните настани во Торонто и околината, како и ве забавува со македонска музика. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што одлучивте во наредните минути да бидете заедно со нас. Јас сум Победа Пискачева, уредникот, продуцентот, водителот и монтажерот на ова 430-то македонско издание, програма која, како што велите вие, со задоволство секогаш ја следите. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. После 13 години македонскиот ансамбл Танец повторно ќе гостува во Торонто во сабота на 14 мај 2022 година со концертот насловен Душата на Македонија. И овој пат настапот ќе се одржи во Джон Басет Theatre во метро Торонто Convention Center со почеток во 8 часот навечер. Ансамблот Танец последен пат имаше два концерти во Торонто на 24 и 25 април 2009 година како дел од неговата северноамериканска турнеја по повод одбележувањето на 60 годишнината од постоењето на овој ансамбл. Нашава емисија Македонско издание имаше чест ексклузивно да го покрие овој значаен настан на нашата комуна и да го прикаже во емисијата емитувана на 2 мај 2009 година. Во продолжение проследете дел од концертот на ансамблот Танец, како и впечатоците од публиката, емитувани на нашата емисија пред 13 години.
прекрасно, навистина се уште сум возбуден од прекрасната игра и песна на нашите гости од Република Македонија. Every year they should come. I do believe this is how you build your culture. This is how you build patriotism. This is how you strengthen Macedonism. I was the happiest person there ever was, and I hope to be around forever watching Macedonian dancing. Пред неколку години ги имавме видено во Битола и ова е второ пак ќе гледаме танец. Нешто е неверојатно, вистина. Се разбира дека ова е нова генерација танец, овие се млади танец. Јордан, што мислиш ти за овој концерт? Многу убаво беше, не очекував така убаво да биде. Дали мислиш дека стварно професионално ја изведа изведбата? Нема питање. Стварно, професионално беше во се. It was fabulous. I love the costumes. I love the idea that every village was represented, and I could see the difference in the costumes and the dance and the music. It was amazing. I thought it was wonderful. I'm so glad that I brought my daughter to come and see the best of the best as far as Macedonian dancing, and we should be very proud of the kind of a group that we are able to present to the world. And the daughter's opinion is? Wow, I just want to say wow. I was emotional through some of it, and the dancing was so beautiful, and the costumes, and I'm so proud to be Macedonian. This spectacular performance from Tanec was the best in the world, in my opinion, because we have so many different rhythms. The music is amazing, and the costumes, they're like 200-300 years old. Where do you see that? Разговараме со еден од организаторите на овој спектакуларен концерт, господинот Ник Кубуровски. Беше тешко да се донесат, дали се исплатеше на крај? Мислам, беше многу тешко да се донесат тука, али за исплаќање ќе се уште од сега се исплаќа, бидејќи ова ја репрезентира македонската култура и ова со пари не се плаќа. Велат доста луѓе кои што ги снимавме, што почесто вакви организации да ни се случуваат овде. Дали имаме сила, дали имаме снага, нашата македонска комуна, ете заедно со помош на државата наша Македонија, да можеме овакви средби почесто да организираме? Мислам дека ова е еден почеток и не гледам зошто да не може да се одржуваат други вакви средби и ќе работиме да направиме нешто и поднатака. Многу честитки до вас, до организаторите и многу големи успеси и сега понатаму кога ќе одите и во Америка со овој наш прекрасен ансамбл Танец. Благодарам и му пожелувам на сите посетители вечерава. Му честитам да што дојдоја и му благодарам за што дојдоја и мислам не си ојде никој не весел. Другиот организатор, господинот Власто Петковски, еве од кореографска гледна точка вашата оценка? Па добро, овој пат танец се представи со неколку нови кореографии кои не беа видени, мислам, на овие простори, а исто така и во Македонија за прв пат беа изведени на годишниот концерт на ансамбло Танец кој се одржа пред самата нова година, по повод нивниот јубилеј 60 години од постоењето. Еве разговараме со двајца членови од ансамблот Танец. Името? Јовица Блажевски. Прв пат во Торонто? За прв пат, да. Какви впечатоци имате од овој град? Па убави, вистина убави, сум шетал многу по светот и за прв пат само што слетавме, само што се сместивме, мислам дека е прекрасно и како живот и како град и така. Моето име е Михаил Стефановски. Честито, многу прекрасна игра. Дали очекувањето од публиката се исполнија? Па дури ги надминаа моите очекувања. Очекував да има така убаво да бидеме пречекани, убаво да бидеме прифатени од публиката, ама стварно бев изненаден, пријатно, вака што не прифати публиката. Разговараме со директорот на Танец. Дали се исполнија вашите очекувања од денешниот концерт? Па,
Моите очекувања се исполнија затоа што видовте и сами каква е реакцијата на публиката, односно не сумњам во квалитетите на ансамбл Танец, а тоа го докажи публиката со аплаузите. Дали постојат некои шанси повторно да дојдете скоро, да кажеме можда почесто, секоја година или секои 2 години? Според се она што е моје сознание, ансамбл Танец треба сигурно на секоја 3-та година да биде и Канада, а не на секоја 14-та. Сметам дека обостраната соработка, веќе како што и почнавме после 14 години со господата Ник Кубуровски и Властов Петковски, успеавме, тие се заложија себе, нивните фирми и семејствата за да го донесат ансамбл Танец тука. Уште една голема честитка до вас и до тимот кој што го водите и многу големи желби. Истиот успех да се повтори и во Соединетите Американски држави сега на турнеја. Ви благодарам и сигурно ќе го потврдиме тоа, односно Танец сигурно ќе освои Америка после пак 14 години. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега следува една информација. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување за вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За професионално дизајнирање на веб сајтови по поволни цени, барајте ги TJ Hosting. Националниот ансамбл Танец со Скопје со своите концерти во Торонто и во неколку градови во Соединетите Американски држави пред 13 години привлече големо внимание и уште еднаш се потврди како еден од најважните промотери на македонската народна игра, мелос и песна. Камерата на македонско издание ексклузивно тогаш забележа некои од настапите кои и во денешнава емисија повторно ќе ви ги прикажеме. Everything was excellent. The costuming was beautiful. The dancers, of course, nothing beats being young and very energetic and all smiling, except in Teshkoto where they're not supposed to, right? But they were excellent. And the singer, the one singer, was unbelievable. I loved it all. It was worth the money. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга.
Побарайте ги на 416-755-9231. На самиот крај уште еднаш да информираме дека ансамблот Танец ќе има концерт во Торонто насловен Душата на Македонија, кој ќе се одржи на 14 мај годинава во метро Торонто Convention Center. Не пропуштајте го овој спектакуларен настан кој за сите генерации на македонци во диаспората представува духовна храна и гордост на Македонија. Тоа е се, почитувани гледачи, што подготвивме за денеска. Ви благодарам за вашето оценито внимание, пријатно и довидување.